Наместо итна акција на државата, партиски препукувања, обвинувања за еколошката катастрофа на Крива река во Крива Паланка, каде е детектирано зголемено присуство на цијанит и олово, откако отпадната вода од рудникот Тораница се слеала во реката пошто добила сива боја. Реагираат само токсиколозите. Велат цијанидот е еден од најсмртоносните отрови. Делува на клеточното дишење, односно спречува кислородната размена да влегува во клетките и со самото тоа ги убива и клетките. Бидејќи е во вода, ќе делува на целиот жив свет во реката, што е еколошка катастрофа. За да не убедат трите инспектори и Министерството за екологија дека водата во Крива река не е токсична, нека испијат 1 литар од истата во присуство на градоначалникот на Крива Паланка. Од СДСМ прашуваат дали некој свесно ја штити Булмак 2016 од еколошки криминал. Предупредуваат дека не се случува една од најголемите еколошки катастрофи во поновата историја. Труење на реките, а и храната е под ризик. Велат се што се продава на пазарите во Скопје, Куманово, Паланка, Велас и другите градови се наводнува од Вардар, Пчиња, Крива река и другите реки од тој слив и бараат одговорност. Темелна и итна истрага за целиот случај утврдување кривична одговорност. Итно испитување на сите реки и води кои се во допир со водите од Крива река, вклучително и делови од Пчиња и Вардар. Потенцираме и укажуваме дека можеби храната која јадеме е под ризик. Објава на сите инспекцијски извештаи поврзани со рудникот Тораница. Оставка од пратеникот Емил Спасовски кој свесно ширеше дезинформации и ја минимизираше катастрофата. Одземање на еколошката дозвола на Булмак 2016 поради сериозни и повторени прекршувања. Од ВМРО ДПМН велат институциите постапиле и ќе постапуваат. Институциите на државата веќе изрекле казна од над 200.000 евра. И секој што ќе загрози животната средина ќе се соочи со санкции без исклучок. Истовремено, издадено е решение со кое се задолжува рудникот да превземе мерки од интегрираната еколошка дозвола за да направи проценка од страна на надворешни стручни лица во определен рок. По добивање на резултатите, доколку има проценета штета на животната средина од страна на Државниот инспекторат за животна средина, ќе се поведе соодветна постапка. Градоначалникот на Крива Паланка бара кривична одговорност за оваа еколошка катастрофа. Според ова лабораториско истражување од акредитираната лабораторија, концентрацијата на олово во Крива река е зголемено за неверојатни 10 пати повеќе. Дополнително, за неколку стотици пати е зголемена концентрацијата на цијанид, фосфор и азот во Крива река. Митовски го обвини и Државниот инспекторат за животна средина дека не постапувал навреме и законски. Од инспекторатот одговорија дека компанијата е казната со 200.000 евра поради сторен прекршок од трета категорија. Од еколошките здруженија бараат јавното обвинителство да отвори истрага за овој случај, да го испитаат делувањето на инспекторите, но и да се одземе лиценцата на концесионерот. Од Булмак, компанијата која стопанисува со рудникот пак негираа дека водата која истекла од пукнатата цевка содржала опасни хемикалии. Апелираа да не се шпекулира со неточни информации и побараа надлежните органи да ги најдат вистинските причинители на еколошката катастрофа.